Покачувањето на пензиите не е предизборен подкуп, туку реална помош во време на криза, вели премиерот, откако јавноста се крена на нозе дека власта изготви пакет помош кој се очекува да трае точно до изборите. Димитар Ковачевски смета дека невозрастните граѓани немало да бидат оставени на цедило, иако досега никој од власта не кажа дека барањето за 5000 денари линарно покачување на пензиите ќе им биде исполнето. Дел од Сдруженијата на пензионерите седна на заедничка маса со премиерот, ама не и оние пензионери кои цело време протестираа. Зошто тие не биле поканети, премиерот не кажа. На состанокот беа само оние пензионери кои се под капата на Сојузот на пензионери. И обично и мерките се носат во еден ваков период и дополнително што и буџетот се носи во овој период од годината. Антикризисните мерки не се во функција на изборите, тие се во функција на граѓаните. Бидејќи изборите ќе бидат во петиот месец на идната година. А овие мерки ги носиме сега во ноември, кои што важат од декември. И системските мерки кои што ги воведовме во однос на пензиите, тие немаат никакво влијание веќе од страна на политиката. На средбата меѓу власта и дел од пензионерите, главната тема беа антикризните мерки. Председателката на Сдруженијето на пензионерите беше среќна што власта им дава помош, иако смета дека сепак може и повеќе. Исплатата на ова парично давање е краткорочна мерка. Да, ова е добро, но секогаш може и добро е да биде и повеќе. Меѓутоа, искрено речено, да бидам искрена, јас не очекував дека ова давање ќе се исплатува цели 5 месеци. И додека одредена група на пензионери е задоволна со новото покачување на примањата, друга многу поголема група веќе најавува нови протести за одследната недела. Оти како што велат тие не сакаат никој да си игра мајтап со нив. Велат тие што ќе дојдат во Скопје задолжително да си земат стари чевли, сандали кои сепак ќе ги остават пред владата, а тоа велат ќе биде како символ на едно неубаво време.